Добар ден! 46-то издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво, кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Ново издание на Тајната на успехот и нова приказна за уште една успешна жена. Понекогаш најголемите искушенија се и најголеми двигатели да се собере сила после падот, да се истресе прашината од колената и да се продолжи напред. Ова подсетува и на приказната на нашата денешна гостинка, Рената Банова, собственик на компанијата Брегли. Рената, добре дојде во Тајната на успехот. Благодарам на поканата. Веќе 20 години сте на чело на компанијата Брегли, вие сте и собственост. Како започна вашата бизнес приказна? Па јас работев во една печатница со еден партнер, кој што бевме 50-50, нели? Меѓутоа некако тоа производство и тоа печатењето толку не ме засегаше, колку што ја повеќе бев одговорна за административниот дел. И некако бевме поделени. Имавме посета од една странска компанија, бара дистрибутери за продажба на бои за печатење и тогаш некако јас го сватив тоа како предизвикете дека можам да се тргнам во трговија назад, пошто и претходно работев трговија. Ми дојде интересно и да се одвојам да бидам сама, нели? Производството да го оставам на партнерот кој што и денеска е многу успешен и добро го водеше тоа. Не се пронајдов таму. Така почна приказката да ја оформам Брегли, која е, мислам, 4-та компанија која ми е оформена како приватњак. Меѓутоа, оваа некако најдолго ја терам. Брегли. Дали ви исполнува, дали е тоа она што те го основувале како млада, значи со што во животот би се занимавале, дали е тоа што сте фантазирали? Да, јас од млада имав идеја за приватен бизнес, значи тоа мајка ми некако не го прифаќаше тоа време, други времења беа тоа, така да првото вработување ми беше во трговска компанија, во еден од гигантите, нели, во Славија. И долги години работев таму, се додека не се омажив, не станав мајка, меѓутоа Славија пропадна и така почнав со приватниот бизнис уствари за да најдам, да се овозможам работа за себе. Приватниот бизнис има многу, да кажам, не е лесно, меѓутоа има и многу придобивки, особено кога сте со мали деца, можете да го менаџирате времето како вас ви одговара. Па од друга страна е и потешко нормално, кога си сам и кога треба све сам да обезбедиш, а не е некоја компанија која веќе, нели, све ти обезбедила, етаблирана. Значи мора и да се докажувате. Меѓутоа, не знам, со тек на време си ја научив работата, не ми е тешко, можеби е тоа од љубовта према работата, си ја сакам. Кога се ја сакаш, ништо не е тешко. И расте самодовербата, знаењето нормално, бара обуки, усовршување, учење многу, жртва исто така. Меѓутоа се на се никогаш не би го променила. Што точно опаѓа работата на компанијата Брегли? Брегли ја оформив како дистрибутер на таа компанија од странство, која што не посети во печатницата. Меѓутоа таа соработа траеше 2 години, го изгубив дистрибутерството, таков ни беше пазарот тука. Нема врска тоа што сум жена, него што ја презема еден што беше многу подолго во бизнисот од мене. Меѓутоа тоа ми беше животна лекција. Тука, уствари, почна приказката за Брегли, онаа правата. Направив договор со друга фирма, за која што сум и пресекнеш, уствари све тоа се случи некако, ништо не е случајно. После тоа со уште една, со трета и ние денес сме дистрибутери на неколку компании кои што се производители и тоа од светски познати за сито печат, бои за сито печат и за тампон печат материјали продаваме. И мислам нивни производи, они нас ни даваат комплетна обука за производите, ние тоа го пренесуваме на клиентите. Јас како можеби како жена некако се посветив повеќе на тоа да бидам исклучива трговија, за разлика од сите други кои што беа и печатници и продаваат бои за тој сектор.
се ширеше работата, донесовме уште неколку фирми, почнавме со уште еден бизнис, ми се прошири компанијата, пошто сме ние семена компанија. Син ми влезе во бизнисот. Децата растеа заедно со растот на компанијата. Беше Па да, они растеа и работеа, или го посакуваат тоа? Они работеа уште и во печатницата, значи ги учев да бидат работливи, колку успеа во тоа не знам, ќе видиме. Во секој случај, да, во секој случај они се тука цело време со мене. Тоа е голема придобивка кога имате собствена фирма, можете да го менаџирате времето и да не бидете на работа кога нема потреба, има потреба секогаш, ама може тоа да го правите попладни во вечерните часови. Значи едноставно многу полесно се израснаа децата така. Рековте дека една работа, но потенцирате не ја изгуби работата за тоа што сум жена, него тоа беа сплетна околност. Да. Меѓутоа, еве јас сепак ќе го поставам тоа прашање. Жена сте во бизнисот, дали постојат, сте се нашли во ситуација на дискриминација, некои стереотипи, или ви било тоа помош, тоа што сте? Па, во овие, значи не само во Брегли, и во претходното искуство, нели, не можам да зборувам за претходно, кога бев во државна работа на некој начин, нели, тогаш таму бев и млада и не го толку приметував тоа, може би имало разлика. Меѓутоа, во сите фирми што ги водев после тоа, особено таа што ја работев пред печатницата за рекламен материјал, мислам дека напротив тоа што бев жена уствари ми помогна. Некако влегува во фирми што не ги познавам, а они некако од тоа што, ете, женско дошло, секогаш правеле по некој промет. Така да има придобивки во тоа, а некогаш сигурно дека и смета. Значи има некои работи кај што жената потешко се етаблира во бизнисот. Во мојот сектор тоа не можам да кажам дека е бил проблем. Значи не сте колку? Не. Еве, например, која за помош и поддршка на женскиот бизнис, колку помагаат женските организации? Еве, например, Националната платформа за женско предприемништво, околу совети, размена на искуства, па и изнаоѓање извори на средства за развој на бизнисот. Многу помагаат. Сега денеска е многу полесно, особено со Националната платформа. Јас сум таму веќе некои 6-7 години, претпоставувам. Значи, искуство е само да се дружите со тие жени, што се пред вас, нели, предприемачки, има што да научите од нив, да ископирате, да дадете совет на помладите што допрва почнуваат, што сигурно дека им се наоѓа. Впрочем, и јас така почнав. Онака изгубена, нели, со 2 деца дома, долго време веќе Славија како беше пропадната, мене токму жена ми помогна. Ми ја подаде раката, рече дојди кај мене на работа и јас ќе те научам како. И точно, она ме научи како. И она ми даде, да кажам, елан да почнам со собствен бизнис. Рече, ти можеш и треба. А мислам дека ништо не знае кога отидов таму. Значи, она е една успешна жена за мене. Иако е моје годиште, пред мене влегла во приватниот бизнис. И од таму исцрпив многу искуство. Сум и благодарна за тоа денес. Тоа е. Еве, споменавте поддршка и дека првата подадена рака за бизнисот би било од жена. Кој ви е најголема поддршка? Сигурно за овие години има моменти на слабост, на преиспитување, на притисок. Кој ви е најголема поддршка? Па добро, најблиските во секој случај, особено мајка ми. Значи, мајка ми беше таа што некако од почеток беше против, меѓутоа кога веќе се фатив за работата, ми беше огромна поддршка. Колкав е данокот на успехот за да се биде во овој бизнес? Рековте дека има предности, можете сами да го организирате времето. Меѓутоа, од што треба една жена, еден или бизнисмен да се откаже за да го постигне она каде што сте вие сега? Па јас не ви кажала дека треба да се откаже и да одите да работите во било која фирма како вработен или во јавна институција, треба да се откажете од некои работи. Тоа е исто и во собствена фирма, со тоа што привилегиите се далеку повеќе кога работите за себе. Така да не би го гледала тоа како некој данок, особено на самодовербата, кога жената ќе почне и ќе се оствари и кога го работи тоа што ја исполнува, а не она што е наметнато. Мислам дека нема некој данок, баш напротив, дека се придобивките само позитивни. Кои се плановите за во наредниот период?
Па моите планови, со оглед дека сум скоро до пензија, немам некако планови големи, го оставам тоа на син ми, моментално и керка ми е во бизнисот. Ако остане во Македонија, можеби нешто заедно ќе прават, ако не, он ќе решава понатамо. Што сме направиле до сега, сме направиле многу, значи познати сме на пазарот и во едниот и во другиот сегмент, пошто пред неколку години кога он влезе во бизнисот, отворивме и продавница. Така некако излезе. Не ми интересирала малопродажба никогаш, ама ете се случи. Продаваме креативни бои за хоби, проекти и така. Тие се напротив на професионално ниво, меѓутоа се повеќе за креативни проекти. Веројатно на некој начин така се заокружува процесот. Се заокружува, да. Сега тука има уште многу да се работи. Јас имам многу идеи, меѓутоа енергија треба млада. Нели младиве треба. Меѓутоа искуство треба по возрастните да точно се даде така, јас сум тука, така е, да. Или на оние кои ќе го јас сум тука, а оние ако сакаат можат да нели да газат понатаму, има каде да се развива бизнисот. Оној сито делот, да кажам, сито и тампон боите се доста развиени, имаме се што треба, меѓутоа во креативниот дел бараат многу креативни работилници, заинтересирани се, значи можеме тоа да го организираме. Меѓутоа, некако сум го оставила тоа, дојде короната и со короната малце изгубивме време и сега, еве, почнуваме да мислиме дали повторно да се активираме во тој план и да почнеме да организираме работилници. Тоа е нешто ново. Имавте падови, меѓутоа знаевте како да продолжите напред. Што би им советувале на младите девојки, на жените кои сакат да започнат собствен бизнис? Дали тоа би било да искажат својата креативност или на некој начин биле се принудени како што сте биле и вие? Па јас би препорачала дека нема поубаво тоа да се работи за себе. Меѓутоа не е секој создаден за тоа. Значи треба да има желба, да има љубов, да знае што сака да работи, а дека ако има желба и љубов, дека има луѓе и жени кои може да помогнат во тоа. Некојаш треба и храброст. И храброст. Храброста е прва, нели? Ама ја не знам жена што не е храбра, особено кога ќе се стави во клинч, сите жени се храбри. За мене, ја не познавам слаба жена. Така да треба да ги искористат сите можности. Денеска е навистина многу лесно, има толку многу проекти, финансиска поддршка, за нив стои националната платформа и не само таа, има многу асоциации на бизнис жени. Во секој град на Македонија веќе е отворен. Така да совети, помош, било смерници, некои можат секаде да најдат. Рената, благодарам за учеството во тајната на успехот. Се надевам дека ќе продолжи Брегли со успесите во иднина, да продолжат и по вашите деца. И се надевам дека во некоја следна прилика би поразговарале за следните успеси. Во ред, благодарам. Се гледаме.